Благодарам, председателе. Се повикувам на член 70, став 3 и барам точка број 32 да биде точка број 5, бидејќи не прифативте да биде точка број 1, која се однесува на годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2022 година. Зошто го барам ова? Најважната тема, а тоа е функционирање на правото и правната држава. Денес сме сведоци на разградување на државата, денес имаме колабирана држава, а причината е правосудниот систем кој е рак рана во нашата држава, која е метастазирана во сите сфери на општественото живење. Денес имаме 3% доверба на граѓаните во судството. Ние сме тука заради оние кои не гласале, кои не избрале, а не заради нас. И затоа треба да работиме во нивни интерес, за да им ги подобриме условите за живот. Ние сме платени од пари на граѓаните, за да спречуваме и сузбиваме корупцијата и криминалот во Република Македонија, а за жал, вие работите спротивно на тоа, односно го штитите криминалот и корупцијата. Заради нефункционирање на државата, имаме миграција која е најдлабока рана во нашиот народ. Над 15% од граѓаните се дел од нашата диаспора. Како последица на нефункционирање на државата имаме одлив на мозоци, односно интелектуална миграција и старење на постојната научна и професионална рамка. За ова зборува и председателката на Државната комисија за спречување на корупција, која во Глас за Америка, цитирам, кажува: "Корупцијата во државата стана начин на живот и веќе не се препознава. Фактори што придонесуваат за појава на корупцијата: политичко влијание, неказнивост, отсуство на интегритет и недоволна транспарентност. Креиравте политички кризи преку лажни шарени револуции, а резултатот го имаме денес: закочена држава, закочени институции, колабиран систем, а искрено граѓаните на Република Македонија најмалку тоа го заслужуваат." Благодарам.